Дали знаете дека селото Богословец, кое се наоѓа во пазувите на Овчеполската котлина, е место каде што се снимени повеќе филмови во македонската историја? Првиот филм снимен овде е Ликвидатор на Столе Попов, филм кој ја прикажува судбината на селскиот рудник. По него Стево Црвенковски најголемиот дел од својата приказна во Црвениот конј ја лоцирал и ја реализирал токму во Богословец. За филмот Пред дождот на Милчо Манчевски овде се снимени повеќе секвенци, а и значаен дел од филмот Преку езерото на режисерот Антонио Митрикески. Кај селото Богословец се реализирани и неколку аматерски филмови, а теренот за снимање го испитувале и неколку странски филмски екипи. Дали знаете дека Република Македонија има вкупна површина нешто повеќе од 25.000 квадратни километри? Од тоа 10.400 километри квадратни се степа, која е наизразена долж македонско-грчката граница, на Козјак и кај Макчалан, и североисточно од Демиркапија кон Свети Николе и Богословец, во чија внатрешност на површина од 3.500 квадратни километри владее пустинска клима. Овде просечните годишни врнежи, ако воопшто ги има, се околу 180 мм на квадратен метар, што е просек за пустинските области. Ова е наизразено во солен дел, кој почнува меѓу Богословец и Кривдол, а завршува меѓу Мужанци и Джидимирци. Таму се пронајдени и фосили од школки, кои ја потврдуваат хронологијата за настанокот на овој регион.